Почитувани колеги, предлагам точката 8 да се тргне од дневен ред. Но пред да образложам зошто оваа точка барам да се тргне од дневен ред, председателе, сакам да ви напоменам дека не сте фери, не сте еднакви, заради тоа што не окривувате за немање на кворум, а вие толку месеци господинот Исмаили не можете да се соберите да го изгласате да биде подпредседател. И после ние сме криви за тоа. Значи не сте фер. Второ што сакам да напоменам е дека овде влегуваат во собраниска процедура лаги од закони, колеги. Знаете зошто? Под образложението за цели на законот, кој е под точка 8, станува збор за предлог на закон за изменување на законот за спортска академија, и во целите начела и основни решенија имате овде дека се врши усогласување на законот со новиот закон за прекршоци. Но тоа е изговор и носењето на овој закон не се оправдува под овие цели, бидејќи во внатрешноста на законот, доколку некој од колегите од мнозинството имаат одвоено време да го отворат барем овој, бидејќи видовме дека претходните не ги имате разгледано, на слепо ги гласате, во овој закон лага е дека се усогласува со законот за прекршоци. Има дополнително предлагање каде вметнувате голема политика во овој закон. Знаете како? Сакате да се вметне политиката и во спортот, преку избор на тренери, избор на физиотерапевти, исто како што го правите тоа за Уставниот суд. Немаше политика кога ја внесувавте Кацарска да биде уставен судија. Нема денес политика кога ја внесувате Татјана Васиќ, кандидат кој не знае кратка биографија да си напише, а вие го наградувате да биде уставен судија, и многу други кандидати. И знаете што правите? Наместо да се вади најдоброто од децата во овие спортски академии, да се вади најдоброто од децата во општеството, да се вади најдоброто од луѓето, вие, колеги од власта, го бркате најдоброто надвор од државата. Ви благодарам.